Kao što smo rekli, naš gost je predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije, gospodin Zaev. Koja su očekivanja od posjete komesara Hana i evroposlanika Makedoniji? Da li međunarodna zajednica može da pomogne u okončavanju krize? Поздрав до гледачите на вашиот Ценет медиум. Комесарот Хан веќе во свое соопштение најави дека очекува демократско предавање на власта. Тој очекува брзо формирање на реформска влада со брзо почнување на реформите во Македонија, кои што ќе ја вратат земјата повторно да биде нормална земја. Секако јас го очекувам токму тоа тој да го каже кога ќе биде утре овде присутен во Македонија, но истовремено да испрати порака и до Никола Груевски да престане да испраќа пораки со кои што поттикнува насилство во Македонија, се со конечна цел да се спаси себе си од она што представува сомневање за криминал кој што го правел сиве овие години. Секако да се зборува дека Македонија нема ни да постои, дека Македонија ќе биде уништена заради тоа што тој повеќе нема да биде на власт, тоа е далеку од здравиот разум. Kada će biti održana sjednica Sobranja? Može li kroz to najviše zakonodavno tijelo, možete li pokazati da imate potrebnu većinu za formiranje vlade? Ние веќе покажавме дека позади нас имаме 67 пратеници со своите подписи од вкупно 120 пратеници. И тоа во секое нормално здраво демократско општество значи мнозинство за формирање на влада. Ние иницииравме средба, иако не беше неопходна според нашиот уставник и деловник во Собранието, да се започне со седница на Собранието. Утре е закажана координација за оваа седница која што треба да продолжи да го избере председателот на Собранието. Верувам дека координацијата утре ќе заврши успешно, за во среда веќе да има пленарна седница на Собранието на која што ќе се бира идниот председател на Македонското републичко собрание. Imate li plan? Koji su formalni koraci koji će biti preduzeti za izlazak iz krize? Знаете, две неразумни причини Георги Иванов, кој што е председател на Република Македонија, ги кажа како причини да не го даде мандатот на 67 потписи пратеници. Тоа беше дека треба да се отфрли некаква си тиранска платформа и дека му се неопходни токму 10 дена. Ние веќе со објавувањето на програмата на идната влада потврдивме дека нема ниту програма на СДСМ, ниту програма на било која албанска партија, ниту било каква декларација. Еве, преку парламентот сакаме да избереме председател на парламентот на Република Македонија, кој што ќе испрати писмо до господинот Иванов, во кој што ќе му даде така за него неопходен рок од 10 дена за да го даде мандатот. Се обидуваме, иако се неразумни причините, сепак еве да излеземе во пресред и да ги отклониме тие причини кои што го загрижуваат господинот Иванов, се со цел по демократски пат преку институциите да продолжат процесите во Република Македонија. Da li program buduće vlade, vi ste predstavili ga prije nekoliko dana, podržavaju i vaši albanski partneri? Ние програмата на идната влада јавно ја објавивме. Таа програма произлегува од потребите на граѓаните и тоа на сите граѓани од сите етнички заедници во Република Македонија. Програмата е резултат на разговори со албанските политички партии и нивните ветувања на изборите, но секако ние како најголем потенцијален партнер во идната влада и за нашите ветувања пред граѓаните. Оваа програма уште еднаш само потврдува дека не постојат никакви тирански платформи или било какви други програми на политички партии, било какви декларации или било какви други видови на документи. Постои единствено програма на идната влада на Република Македонија, која што е 100% во интерес на сите граѓани на Македонија, која што е зајакнува унитарноста на Македонија, го зајакнува уставот и уставното уредување на оваа наша Република Македонија и уште еднаш ги потврдува сериозно сите наши аспирации кон полноправно членство во НАТО и во Европската унија. A pomenuli ste to spornu platformu iz Tirane, danima se zbog nje protestuju u Makedoniji. Vas VMRO optužuje da radite suprotno makedonskom ustavu. Kako vi vidite tu platformu? Ima li tu nešto što je suprotno zapravo makedonskom ustavu? Знаете како јас неколку пати зборувам, многу е легитимно преку декларација сите во одредени преговори да ги декларираат своите позиции за преговори. ВМРО ДПМН преговараше 20 дена
за таа декларација на албанските политички партии зад кои што стојат сите. Тогаш Иванов ниту го спречи давањето на мандатот, тој го даде на Никола Груевски, ниту пак истакна дека му е проблем некаков документ. Кога не успеа Никола Груевски да се договори за влада и требаше да го даде мандатот на втората поголемина парламентарна партија, тоа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тој почна да бара одредени изговори. Сега повеќе, како што реков, нема никакви платформи, декларации, политички, партиски програми или слично. Има програма на едната влада на Република Македонија, која што е 100% согласно Уставот на Република Македонија. Во преамбулата на таа програма е заекнувањето на унитарноста на државата, која што е апсолутен интерес на сите граѓани. Во преамбулата на таа програма е целосно почитување на Уставот на Република Македонија и евроатлантските интеграции на Република Македонија. Во суштина програмата ги содржи сите неопходни реформи, подобрувањето на економскиот квалитет на животот на граѓаните и интегративните процеси на нашата земја Република Македонија. Je li prihvatljiva za vas opcija široke koalicije, jer VMRO-DPMNE nudi podršku SDSM-u ako se javno odreknete te takozvane platforme iz Tirane? Не може за никој на светот, така и за нас, човекот кој што е носител на режимот, човекот кој што ја продуцираше целата оваа криза со незаконското прислушкување на преку 20.000 граѓани, кој што затвараше новинари, кој што затвараше шефови на опозицијата и многу други невини граѓани, кој што е осомничено лице за најголемите финансски криминали што се случиле во поновата историја на Република Македонија, тоа е лице Никола Груевски, истиот тој да биде и решение за кризата. Секако, ние ги повикавме сите честни, сериозни, патриоти, граѓани, членови на ВМРО-ДПМНЕ, нивни симпатизери, да ја поддржат и да ја коментираат оваа програма на идната влада. ВМРО-ДПМНЕ треба да биде подготвен да помине во опозиција. Тие се 10,5 години власт во Македонија. Тоа е здраво за секоја земја. Треба да знаат дека редот дојде и треба да поминат во опозиција. Од 120 пратеници, позади нас имаме 67 мандати на пратеници. Позади тие 67 мандати стојат 700.000 гласачи во Македонија, наспроти 450.000 кои што стојат позади Никола Груевски и досегашната власт. Апсолутно демократскиот свет не познава ништо друго, освен демократско предавање на власта и тоа да биде час поскоро и побрзо во интерес на сите граѓани. Prije ovog razgovora čuli smo da dugogodišnji premijer Nikola Grujevski najavljuje da njegova stranka priprema dokument za izlazak iz političke krize. Da li ste upoznati sa tim dokumentom? Kako gledate uopšte na njega? Znate li što tamo piše? Gospodinot Груевски најави некој документ, но времето на документи од било каков карактер заврши. Единствениот документ во интерес на граѓаните, кој што го очекуваат сега сите граѓани во Македонија, е програмата на новата влада на Република Македонија. Треба да се формира влада. Секако тој ќе се соочи со документи и докази за сите криминали кои што ги има направено целиот овој период наназад. Но тоа е работа на независни судски институции. Крајно време е да свати и Никола Груевски и врвот на ВМРО-ДПМНЕ, кој што е наш политички опонент, дека единствено решение за кризата во Македонија да дозволи демократски трансфер на власта и примопредавање на власта, затоа што со кочењето и со ваквите повици кои што ги прави кон граѓаните во Република Македонија, ја турка Македонија во немили сценарија кои што никому не му требат, ниту пак на нашата Македонија. Затоа час поскоро треба да сватат дека редно време е после 10,5 години да поминат во опозиција, да бидат конструктивна опозиција. Ние ќе сакаме соработка со таа опозиција, следуваат реформи за кои што ќе ни треба и опозицијата во Македонија. Само така можеме да ги туркаме процесите во интерес на сите граѓани и на добра иднина на оваа наша мала земја. Pomenuli ste da politička kriza gura vašu zemlju u nemile scenarije. Da li ima straha kod vas i mogućnosti da bi ta situacija mogla eskalirati i kako biste vi reagovali u tom slučaju? Тоа веќе повеќе од 2 месеци е надвиснато над Македонија. И постои голем страв, кај сите, така и кај мене. Но верувам дека за конфликт треба две страни. Ние нема да дозволиме да некој не вовлече во конфликт.
Ние сме толку малку во моментот, сме 1.500.000 или 1.600.000 граѓани кои што останаа да живеат во Македонија. Родни ни фаќаме, толку сме малку. Нема да дозволиме народот да се судри со народ. Остануваме надвор со многу трпение, со многу посветеност низ институциите на системот, како што тоа демократските процеси го опишуваат согласно нашиот устав и што го познават сите демократски земји, да ги движиме процесите напред. Единствено излез од ова решение низ институциите на системот, преку давање на мандатот за формирање на влада и ВМРО-ДПМН да помине во опозиција, каде што сите заедно ќе почнеме да го правиме реформскиот процес за добробит на сите граѓани на Република Македонија. Hvala što ste bili naš gost. Čuli ste predsjednika Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zorana Zaeva.